Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Во Северен Кавказ, Русија, загина најмалку 19 лица, 70 се повредени кога камион експлодирал пред седиште на полицијата во Ингушетија. Ова е најсмртоносен напад во последните неколку месеци во регионот. Според локалните власти, камионот бомба ја пробил портата пред полицискиот комплекс и експлодирал додека полицајците се ределе за утринско пребројување. Полицијата вели дека бомбата содржала околу 20 кг експлозив. Најмалку 9 од повредените се деца. Владините сили се борат против сепаратистите во Ингушетија, Чеченија и други делови на Јужна Русија уште од распадот на Советскиот сојуз во 1991. Крвавите судири се редовна појава во немирните јужни републики на државата. Пред една недела милитанти во Дагестан отвориле оган врз полициска патрола која го запрела нивниот автомобил, убивајќи најмалку 20 полицајци и ранувајќи уште еден, јавија локалните власти. Полицијата возвратила со оган и убила еден милитант. Предходно месецов руски официјални лица соопштија дека милитанти во Чеченија од заседа нападнале неколку полициски возила додека патролирале, убивајќи најмалку 5 мина полицајци, а ранувајќи 6 мина. Американскиот сенатор Джим Веб вели дека владата на Бурма ги порекнува наводите дека се обидува да набави нуклеарна технологија. Во изјавата дадена во Банкок, Веб вели дека тој не го покрена прашањето на средбата со бурманскиот воен водач, генералот Тан Шве во саботата, туку дека самата бурманска влада на состанокот негирала дека има нуклеарна програма. Порано месецов, австралиски истражувачи соопштија дека според нивни интервјуа со бурманци, кои побегнале од земјата, владата водела тајна нуклеарна програма, наводно со помош од Северна Кореја. Веб престојуваше во Бурма за да издействува ослободување на американскиот граѓанин Џон Џетав, кој беше уапсен откако тајно влезе во домот на познатата поборничка за човекови права Ан Сан Су Чи, која е во куќен притвор. Џетав изјави дека сакал да ја заштити од натамошни напади и беше осуден на 7 години затвор. Поради инцидентот, бурманските власти дополнително исудија на Сучи и го продолжија притворот. Калифорнија мака мачи со неколку шумски пожари што стана редовна појава за време на летните горештини. Пожарникарите успеале да изгаснат 50% од пожарот во Санта Круз, каде огнените јазици зафатија 3000 хектари и предизвика евакуација на околу 2400 жители. Повеќе од 2000 пожарникали учествуваа во гасењето на пожарот. Во моментот во Калифорнија има 11 шумски пожари. Тропската бура Бил стана првиот ураган во овогодишната сезона на невремиња на Атлантскиот океан, што вообичаено трае од јуни до ноември. Ветриштата на Бил се со јачина 120 км на час и тој во моментов е далеко од копното. Но според Американскиот национален центар за урагани, невремето би можело да стане ураган од силна категорија до среда. Тропската бура Клодет пак слабее додека минува низ јужната држава Алабама и откако во понеделникот најпрвин ја погоди Флорида. Според прогнозите, таа зад себе ќе остави по 25 см дожд. Сезоната на одмори ги полни киносалите во Соединетите Американски држави. Област број 9, научно-фантастичен филм за вонземјани принудени на изолација во област во Јужна Африка, викендов беше најгледан филм и инкасираше $37 милиони. Продуцент на филмот е Питер Джексон, режисер на познатиот Господар на прстените. На второ место акциониот G.I. Joe со $22 милиони. Во продолжение на News Flash за Джоан Херинг, не се знаеше многу пред филмот за советската инвазија врз Афганистан во 1979-та, војната на Чарли Вилсон. Конгресменот од Тексас го играше Том Хенкс, Джулија Робертс беше Джоан Херинг. Херинг инаку е вистинска личност, има 80 години и денеска се занимава со проекти во Афганистан. Во филмот од 2007-та, војната на Чарли Вилсон, Джоан Херинг го убедува тогашниот тексашки конгресмен Чарли Вилсон да најде начин за финансирање на афганистанскиот отпор. What do you want me to do, Joanne? This is what I want you to do. I want you to save Afghanistan for the Afghans. Успеала да го придобие Вилсон да се бори и избори за каузата.
30 години подоцна, таа е инволвирана во друг проект. So we're proposing a totally humanitarian plan. Предлагаме хуманитарен план за одење по селата и давање вода, храна, образование и лекарска грижа, вели Херинг. And medical care. Таа и невладини групи со кои работи сакаат да промовираат економски и социјален напредок и да им покажат на афганистанците дека американците не се таму само да се борат. Најголем број афганистанци не виделе американец без оружје. Ако добиеме владина помош, на што се надеваме, многу можеме да сториме. Херинг координира неколку организации за изведување проекти, како копање бунари и градење училишта и болници. Не сакаме да им кажуваме што да прават. Сакаме секој од тие организации да го прави тоа што го знае најдобро. Таа е убедена дека парите ќе бидат добро потрошени, зашто општествен и економски развој ќе помогне Талибан да не ја претвори земјата повторно во база за терористи. Джоан Херинг верува дека Соединетите американски држави имаат одговорност да останат доволно долго во земјата за афганистанците да развијат модерно и просперитетно општество, што тие самите ќе можат да го бранат. Утре во Newsflash. НАСА развива нов вид летала. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме.